Почнуваме со вториот разговор, како што кажав, Горан Ѓоргоновски, ракометен аналитичар и основач на проектот Ракомет за секое дете. Добар ден и благодарам што си мој гостин денеска. Можеме на ти да одиме. Така е, сигурно. Благодарам, поздрав до сите што не гледаат. Во најавата го нареков инцидент. Можам да го кажем како инцидент она што се случи пред 2 дена во Борис Трајковски? Па да, инцидент е. Инцидент е без разлика. Не мора да биде тепачка за да биде инцидент. Да, инцидент е. Проблем е. Мислам, ајде сега ќе кажам и скандал скандал е затоа што особено што се работи за европски надпревар и дополнително на тоа што се работи за финале кој што треба да биде нели круна на се што се случувало цела година и тоа што ајде да кажам се случува во регион кој што нели цело време ние како не гледаат со други очи од Европа, нели Балканот, а ние упорно како земја, како ракомет во држава покажуваме дека едно ниво и затоа и ете сакав и да го почнам овој разговор со тоа што дека драго ми е што Алкалоид преку Алкалоид низ призмата на Алкалоид македонскиот ракомет уште еднаш покажа висока култура. Среќен сум, иако може не е соодветен збор сега за ова што го спомнати претходно како инцидент, среќен сум од она што го видовме како беше салата пополнета, каква публика имаше, каква атмосфера имаше. И тука и загуби, за жал, не по своја вина, Алкалоид многу загуби во однос на она што требаше да го постигне како и во однос на пиар, на создавање идентитет, кој е Алкалоид како клуб? Како клуб, што има да покаже, што има да порача, нели, млад клуб кој релативно 5-6 години колку постои така. Четврта година е ова, ние спомнавме и кај колегата ваш во Аргумент Плюс пред да почнат овие два надпревари, неколку работи, кај што Алкалоид за 4 години направи еден сериозен исчекор и организацијски и резултатски, водејќи ја својата политика и еве со еден паметен потек пред сезоната да се вклучи во овој куп, кој што е трет по ранг, но сепак е европски куп, да биде присутен цела година, да им даде можност на играчите да играат македонски играчи доминантно и да го постигне овој успех затоа што гледаме колку е гладна публиката македонска, особено за ракомет, и како краен тука некој производ се покажа дека Македонија е земја на ракометот и дека сме на пиедесталот како спорт, како фела. Но, од друга страна, и не му дозволија да шутира пенал, условно кажано, за конечен триумф, да заврши надпреварот. Ние сите бевме убедени, гледајќи го првиот надпревар, со сите тие притисоци, кај што повторно Алкалоид како персонификација на македонецот покажа дека нема притисок што не може да го издржи, покажа како ретко кога досега некоја македонска екипа, селекција, да игра навистина на едно високо ниво, без никаков респект, без никаков влијание на се што се случуваше околу, видовме дека беше полна салата, така да не им дозволија не ни дозволија како сакате да шутираме пенал. И тука одиме на онај другиот дел каде што јас уште пред неколку дена во неврзани разговори некако имав некоја интуиција дека не се спрема нешто. Грците нема да дозволат да бидат декор на македонската журка, може да кажеме, македонското славие тука во Скопје. Тоа е премногу за нив, познавајќи ги, нели, тука вклучена и политика и се ова што се случуваше 30 години и нашата нели нетрпеливост со нив која што така рековте вчера кога се договаравме за овој разговор дека ова е на некој начин, ако кажеме, порасте тежок збор за Алкалоид, меѓутоа неможноста да се израдува не само Алкалоид и нивните симпатизирани играчи, туку и цела македонска јавност, бидејќи кој да освои македонски клуб европска титула, сите да се радуваме, затоа што нашиот рейтинг расте, особено што пак ќе кажам, од она што го видовме на почетокот, од она што видовме структурата на публика, од се она што го видовме, таму се очекуваше еден настан. Значи, ние не зборуваме сега како спорт, затоа што пак излегувам од рамките на спортот, ова е веќе во рамките на пиар, во рамките на создавање идентитет. Како настан, ова требаше да го профилираме, ајде се извинувам Алкалоид, да го профилира како клуб кој што како настан знае да организира, може да организира, видовме како беше сето тоа и едноставно
сега ние може да дискутираме и да нели неофицијални и официјални информации кои што доаѓаат од Грција, кои се причините, за мене искрено небитни си има правила, си има правилник, си има како треба да се вие кажавте еден убав збор кој што овие 2 дена го слушам во комуникација и со луѓе дали од Фела, дали од нели да речам условно кажано обични луѓе, има ли правила во тој ракомет? Има ли ЕХФ, ИХФ стандарди? И тука веќе влегуваме во една фаза кај што можеме да кажеме дека и она што се случуваше на АЕК со Партизан претходно, нели како ситуација, можеме да кажеме дека упорно, особено Европската федерација е водена на ниво на пилјара која што нели мешетари со правилата и ги приспособува, што оди на директна штета на ракометот како спорт, кој е еден од најубавите спортови, кој што се уште го нема своето место што го заслужува, зборам, во европски рамки, не во македонски, во Македонија. Искусен стручњак, да ве наречам, нели во областа на ракометот, подобар состав има алкалоид? Како видите сега, ние спомнавме и кај Зоки, не се значи дека спомнавме дека шансите на алкалоид, јас ги предвидов како 60-40 на страната на алкалоид и пред се ради домашниот терен кој што играме дома. Тоа се комплетно, значи, различни екипи. Ние цело време сега одиме на тоа дека има искусен состав АЕК, значи една легија на странци од земји кои што значат многу во ракометот, кои што можеби не се во најдобри години, знаеме тие играчи не доаѓаат особено во земја како Грција во најдобри години од својата кариера, но искусен состав и состав кој што игра финале, вака или онака. Значи покажал дека може да игра. Друга работа е што ние сите може да кажеме да излажеме дека не сме изненадени од настапот на алкалоид таму, дури мислам дека и самиот клуб и Лазаров како селектор е изненаден од позитивниот резултат таму и така да се покаже дека алкалоид структурно е подобар, зборам комплетно и како стучен штаб и како играч се покажа како подобар затоа што во ниеден момент не беше надигран, пак сега не навлегувајќи во детали дали ние имавме како голмани 19 одбрани наспроти 6-7, кај што е многу значајно, тоа е може да било тоа е небитно, вечер на голманот меѓутоа. Да, но неважно, затоа се играат 2 надпревари, затоа има можност грците да ни покажат дека имале лош ден, па тука да не во сред Скопје да не, сред Македонија да не добијат и да окренат трофеот. Така да не дадоа можност темата, на спортски терен. Дали е ова смислено сценарио на АЕК или е страфот сопствените навивачи како што го дадоа изговорот? Пак ќе кажам, ние можеме само да шпекулираме. Ако гледаме тие утраси така наречени кои што ги знаеме, ги слушаме, читаме дека се нели гледаме и во Србија ги има изразени се во дечките клубови, тие се сериозни групи на луѓе кои што па можам да кажам и се мешаат во водење на клубовите, но да бидеме реални, тие утраси каде и да се во светов, или се раководени од политика и финансирани, или се финансирани од клубот. Јас сега кажувам и од искуство во Македонија и кога сум бил играч. Значи без поддршка на клубот тие утраси не би постоеле. И финансиска поддршка, директна финансиска поддршка не би постоеле. Така да дека некој може да му наложи на АЕК до таа мера дека може да биле загрозени играчите или управата доколку пристапеа во играње на овој надпревар, постои можност, но и тоа се решава особено во земја која што е членка на Европска унија и колевка на демократија или како да кажеме. Така да од тој аспект ние смешно е да разговараме сега дали тие можеле да им наштета дека тие можат да диктираат. Ако тргнеме по тој пат, што останува за спортот? Што велат правилата? Што вели законот? Правилата велат дека 10% од сала, Борис Трајковски има 6174 седишта, вие мора да обезбедите 6100 седишта, но таа комуникација е почната уште кога знаеме кој е во финале, од искуство мое со Металург во Лига шампиони, таа комуникација почнува наредниот ден кога вие рече знаете дека патувате таму, дека АЕК ви гостува во Скопје. И во таа меѓусебна комуникација, вие како клуб сте обврзани, нив да им овозможите 600
карти, тие да ги купат или ќе им ги подарите, тоа е неважно во моментот. Не е договор помеѓу екипите. 10% со тоа што претпоставувам дека нашето министерство, иако тука можеме да спориме реално, колку и на јавноста наша да не се допаѓа, ние можеме да спориме дали се работи за субјективизам. МВР, односно Министерството за внатрешни работи, проценило дека од безбедносни причини не можеме да доделиме повеќе од 200. Но, тие како клуб имале можност да протестираат во ЕХФ, имале можност да протестираат до Алкалоид како клуб, дека не се согласуваат со тоа. Утрото пред надпреварот има технички состанок, кај што е присутна и обезбедување приватно, и Министерство за внатрешни работи, и представници на двата клуба, и делегатот, и контролорот. Значи, сите тие се присутни во 10 часот наутро вообичаено и тие го дискутираат ова. Ако до тогаш немало проблем со тие 200 влезници, а знаеме дека ден-два пред тој председателот на клубот, колку што се сеќавам, упати јавен повик нели фанови кои што немаат влезници да не пробуваат додат во Македонија. Кога се десил проблемот? Измеѓу 11 часот и 20 часот? Кога се случил проблемот? Така да, ако гледаме етички во секој случај, нема никаков простор да протестира. Ако гледаме правно, сега ние не ја знаеме комуникацијата меѓусебна. Мејл комуникација, директна комуникација, комуникација на сам состанок на технички, не ја знаеме. Но, кога тоаш не станало проблем, како настанало тука проблем? Така да, пак ќе кажам, мое субјективно мислење е дека Грција, грчките фанови, луѓето кои што, можам да го кажам, од сенка, од темница го водат ова се што се случува со Грција последните 30 години со Македонија, не смееја да си го дозволат да во Скопје тие учествуваат на македонска парада, на македонска победа. Тоа е моето мислење, а се друго можеме да шпекулираме и пак она што е можам да кажам, најлошо во се ова, што ние се уште дискутираме каква ќе биде одлуката. А тоа ни го дава за право, ова што го спомнавме претходно, како е водена ЕХФ, што се случувало во минатото. Значи, видовме дека и тие и во Белград почувствувале дека имаат проблем со безбедност. Ако го гледаме тој надпревар, кај што навистина мислам дека на Бањица се играше, тој требаше да се игра тој надпревар, кај што 80% беа, нели, така наречени гробари, или беа утраси. Највачите на Партизан. Зашо зборуваме ние во Скопје? Прво, Алкалоид како клуб, нема таква навивачка група на утрас. Нема таква навивачка група и мене посебно ми беше драго што ја после долги години видов повторно клуб кој што се отвори према цела држава, не само према Скопје, кај што видовме многу коли од надвор, зборам од натрешноста, кои што едноставно тие се фанови на спортот, на ракометот. Доста за спортска манифестација. Тука нема за што да збориме. Дали одлуката на МВР како субјективна, дека е 600 луѓе се премногу во сала за да можеш да ги контролираш, јас не можам да ја оценам дали е вистинска или невистинска, затоа што тоа се луѓе кои што се бават со не сте безбедњак, со криминалистика и така натаму. Полицијата одлучи за одредени луѓе дека не смеат да влезат во сала и да имаат билети. Така. Тоа значи ние збориме веќе за безбедносни служби кои што имаат информации какви луѓе доаѓаат од таму. Во правили инциденти, тепачки, димни бомби, не се чувствувам компетентен за тоа да зборам, но само одиме по некоја логика и искуство на големи надпревари во државава кои што се случувале, сум бил и некојаш и учесник и на терен и надвор од терен, во таа комуникација на безбедносни служби, тие да знаеле или да имале информација дека према Скопје е трната група која што свесно покрај овие 200 фанови кои што имаат карти е трната за да свесно предизвика инцидент, тогаш ние нема што да оспоруваме тука, но тоа што треба да имаме предвид и грчката страна да биде коректна и да каже дека во директна комуникација имаме информации за такви и ова, но кој е тој грчки функционер во оваа ситуација? Што ќе го осуди неговиот? Што тоа ќе го направи? Реално. Не сме слушнале 30 години таква работа.
не во спортот, збориме и во политиката, и кој е тој што ќе го направи тоа. Така да сега може само да чекаме да видиме која е одлуката, но пак ќе кажам, без разлика која е одлуката, секоја одлука освен 10-0 службено и трофеот на Алкалоид е невкусна и непримерна, ама она што му гоускратија на македонецот, на Алкалоид како клуб, на македонскиот фан, нема да се врати како ситуација која што можеме да ја проектираме, гледајќи го... Поубаво ниво да биде. Она стварно беше и требаше да биде еден фестивал на спортот, зашто видовме колку деца имаше на трибини. Да. Која е пораката према тие деца. Така да, јас малку пошироко ја гледам работата и од PR аспект во однос на Алкалоид, но и од аспект на она што ние како Фела, како Ракомет требаше уште еднаш да покажеме, а како краен случај и Македонија како земја која што гледаме години наназад е оспорувана заради ова или она, ние сме нели на брдовит Балкан, дека сме, не знам, нешто подолу од цивилизацијата на Запад која ни доаѓа, ние не ни дозволија да покажеме колку сме ние воспитани, културни како цивилизација и колку сме спортски типови, спортска нација. Така да нема да им го врати никој. Тој пехар доделен во автокоманда на некој надпревар првенствен во перспектива, нема да им го врати ова. Но од друга страна знаете, двајца се во приказната и нема тука, не можеме дамка да најдеме кај Алкалоид. Што за вас ќе биде правична одлука од Европската ракометна федерација? И што ќе биде неправедна од друга страна? Ако сака Европската федерација од некаде да почне, да се исправи. А јас искрено, пошто нели бавејќи се со ракометот, со анализи, европски, светски првенства, гледаме што се случува и на организацијски план некогаш, па и на во вакви ситуации, и Видерер и Хасан Мустафа како први луѓе на Европска и на Светска федерација години наназад не покажаа желба да го помрднат ракометот напред. Може да дискутираме и од маркетиншки аспект, но тоа е поврзано па со глобализацијата на ракометот, а тоа е поврзано па со овие правила. Дали се работи за правила на терен, кои што верувам дека 90% од обичниот човек не ги разбира и не знае зошто во оваа ситуација е суден ова или е суден она. Што не е добро за ракометот, како можеби ватерполото е само поголема енигма од нас. Сега јас зборам како спортист. Така да од тој аспект, но и оние правила како што се сега. Како дојде во ситуација сега АЕК кој што се жали дека во Белград нема услови, доби да игра на неутрален терен во Бугарија и дојде во ситуација да го помине повтори истото, така? И сега повторно истото. Ме прашавте сега што е правично. Не дискутирам за тоа дали Алкалоид треба да ја добие надпревара со 10-0 и трофеот кој што го заслужува. Ако сакаме ние луѓето да стекнат доверба во овој спорт, да огледаат со други очи овој спорт, нема како Македонија, како Европа, како свет, ние мора да тргнеме од негде. Сега можеби пошто утре пак ќе се случи дискутабилно тука во ова студио да разговараме за некои проблеми кои што се глобални, но ние имаме проблем и со правилата на игра, ние имаме проблем и со унапредување на ракометот како спорт, кој што тешко се движи, закоравени се. Не можете да очекувате ви од човек што има 90 години, кој што лани делеше светска титула и е 20 довлечка до подиум и не знаеше дали се наоѓа во Виена или во Берлин или во Скопје. Не можете да очекувате тој да донесе промени, да биде прогресивен. Колку и да звучи лошо ова. Истото се случува и со Видерер, а тој е пред реизбор сега, нели че трча во трка за да биде реизбран и секој глас него му е важен и ако нас ние дозволиме како држава да не купи Видерер со 2-3 младински првенства или со едно учество на Лига шампиони, нели знаеме како ги доделуваат тие wild карти на лобирање, ние не можеме да дозволиме повторно да не водат луѓе, зборам во Европа, кои што вака ќе се однесуваат. Така да нема дискусија за резултатот како треба да заврши, но она што е исто поважно, пораката која што треба да се прати со казна на АЕК. Ако Прокоп беше тука пред години и знаеме како помина македонскиот ракомет, ова е на најмалку исто ниво и треба да им се забрани и да им се забрани на грчките екипи да играат минимум една година во Европа, што не е мала работа. Не е мала работа затоа што знаете инвестициите се веќе други во клубовите и со тоа се е поврзано и со националните тимови, со развојот на ракометот, така да казна драстична
ајде, финансиска можеби нема да ги погоди многу, затоа што како спортско друштво, а и нели грците кога се работи за оваа ситуација нема да марат дали биле казнети 50.000 евра од федерација, но неиграњето година, две, можеби клубот и 2 години, 3 години во Европа е казна што треба да биде показна вежба за тоа како ќе се толерира во иднина ваква ситуација. Пак ќе кажам, многу работи не знаеме, многу работи ги слушаме од медиумите, ги читаме од медиумите, а тоа се работи, ги спомнав претходно, околу нивната комуникација меѓусебна. Дали е одобрено дека ќе имаме 200 карти? Ако е тоа одобрено од грчка страна, кога се сменила работата? Ако не е одобрено, тогаш и ние имаме некој кабаер, кај што требало да имаме одобрение, затоа што не можеме субјективно ние да решиме. Јас знам кога Металург нели беше во тие убави денови кога ја полнеше Борис Трајковски, не смеевме ние да продаваме поише од 4200 сезонски карти. Нели имате VIP ложе, имате затоа што има и за гости. Мора да имате минимум 1000 влезници во сала кои ќе бидат на располагање, од кои 610 стојат како ситуација дека може утре Келце, Колдинг, Барселона да посегне и да ги купи по известна сума. Така да не бидам сватен дека Алкалоид нешто сгрешил. Пак викам, ние тука сега збориме што би било, кога би било. Што би било ако било така. Колку гледачи има? Па по официјално 9000, да. 900 карти имавме ние. Ние имавме можност да имаме 900 карти. А ние сме избрали... Имавме ли таа можност? Не, сигурно ја имавме. Тоа го налагаат прописите. Значи, тебе прописите ти дозволуваат дека ќе има. Дали тие ќе се согласале на 900 карти, друго е. Дали Алкалоид побарал да има 170 карти или 200 влезници, тоа е друго. Затоа викам, нема да го решиме и нема да најдеме виновник во тоа. Тоа може да го има сега на евиденција Европската федерација, кога ќе одлучува што со надпреварот. Значи, тоа ниту Горан, ниту било кој од надвор, што не е вклучен во клубот, може да каже. Пак викам, да не се сватам погрешно дека има организацијски пропуск на Алкалоид. Може би нема никаков. Тие имаат потврда на мејл, ние ви обезбедивме 200 влезници, тие викаат во ред, таа е цената и така натаму, да, и нормално после оди комуникација меѓу Министерствата за внатрешни работи на двете земји, знаеме како треба се спроведат тие. Нели, нашите нормални фанови кога одеа во Хрватска летово, патува 15 сати затоа што од земја во земја беа со придружба, а не овие кои што знаеме што се можат да направат, а особено грците како навивачки групи се сериозно озогласени, така се извинувам. Така да тоа сигурно не може да оди без придружба и нема застанување, нема бензински пумпи, нема ништо, директно патуваат со обезбедување, со чистачи, со шо и да е, така да смешно е да дискутираме. Тука веројатно сега ќе се кршат копијата во однос на тоа дека што ќе одлучи Европската федерација од комуникацијата меѓу двата клуба. Но ако АЕК не излегол во 11 часот утрото од состанок и не излегол јавно да излезе и да рече ние вечер не играме затоа што на состанок не ни се дозволи 600 влезници, тогаш се знае дека тоа е секако што треба од наша страна, како Алкалоид, како македонски клуб. И не верувам дека има пропуст. Но оставам простор да субјективизмот на нашето министерство, кој што нели одлучило дека од безбедносни аспект е недозволиво толку луѓе, имале можност грците да реагираат. И една недела порано, и 10 дена, а и сабајлето. Утрото кога бил техничкиот состав, затоа е техничкиот состав. Не може да очекуваме казна, бидејќи не сме овозможиле или направиле ред за 600 гледачи. Се може да очекуваме. Тоа би било најлошото сценарио. Се може да очекуваме затоа што пак ќе се вратам на тоа кој го води ИХФ последниве години, децении, се може да очекуваме. Затоа што гледаме дека, пак ќе кажам, тоа е најголемиот проблем на овој наспорт. Во колку часот е сега одлуката? Имате информација? Јас немам официјално, она што го кажа вашиот колега Зоран Цветановски, може да очекуваме вторник, среда. ЕХФ обично во вторник дава такви
такви се очекува за денеска да биде во текот на или денот. денес или утре, ако нешто има да се излобира или да се договори, може би и утре ќе излезе одлуката, што повторно ќе ајде да кажам, ќе ги изремети сите планови на Алкалојд и во однос на надпреварачката сезона во домашното првенство. Така, значи ние имаме куп во сабота во Охрид. Ние имаме надпревар Пелистера. Ако ја закажат во четвртак утакмицата? Значи вие денес игра Алкалојд во Кавадарци. Значи вие треба и да најдите во краен случај, вие треба да најдите термин. Каде ќе играат, а да не го спречи на Какви се тука правилата? Се прави отстапка домашното првенство, тоа да се одложи. Тоа е се на добра волја. Видовме пред недела дена излегоа информации дека Ракометната федерација заедно со чинителите од останатите екипи му дадоа бланко поддршка на Алкалојд, што е за поздрав, дека може да ги игра над преварите, да го помести над преварувањето, затоа што некои правила и во нашата федерација има околу последните кола како треба да се играат ради регуларност, а знаеме дека ова година првенството на Македонија е исклучително неизвестно, без разлика што Алкалојд можеби заостанува некој бод, но Вардар и Пелистер буквално ќе решаваат на 7-8 јуни, што е за нас како Фела, за нас како Ракомет, па и за македонската јавност е одлична ситуација, кој не би сакал една надпревар да решава. Се надевам дека и на тој надпревар ние ќе покажеме ниво и ќе биде празник на ракометот, иако е многу тешко, тоа е веќе друг надпревар кај што знаеме, Скопје, Битола и така натаму. Посветиме неколку минути на домашната ракометна сцена. Алкалојд излезе како добра тројка со Вардар и со Пелистер. Колку треба уште 1-2 добри клубови, колку тоа би е тешко да се направи во држава во која што според освоеното е ракометот прв спорт? Ако гледаме каква ни е државата во однос на економија, капацитет и се друго, ние можеме само да бидеме презадоволни од ова што се случува во ракометот, инвестициите. Многу пати сме збореле во минатото, бизнис мецени, политички мецени во однос на градоначалници, кои што сега, како што е Митко Јанчев во Кавадарци, како што е Пецаков во Охрид, инвестираат, тука да не зборам за Вардар како клуб кој што години наназад, претходно кога беше Самсоненко беше на врвот на Европа, да не заборавиме на Еврофарм како компанија и Стериеви како фамилија кој што заедно со општината партнерски сериозно туркаат скап проект за наши услови и на крајот го спомнавте Алкалојд како 100% приватен клуб на една компанија која што е можеби најуспешна во државава со еден многу сериозен лик и како финансиерно и како човек кој што се бави со спортот во самиот клуб, се создаде тројка, но Охрид е клуб кој што најавува сериозно вмешување. Значи имаме добра четворка. Значи имаме добра четворка и тука се и Тиквеш и Бутел и Пролет кој што без нив па ова четворка нема да може да биде тоа што е. Затоа што знаеме дека во ракометот не се создаваат играчи во оние топ клубови, се создаваат во клубови кои што се во средина на табела, во долниот дел на табела, кај што добиваат шанса и тие се таа одскочна даска и секогаш се тие клубови кои што ги хранат овие клубови. По квалитетот на лигата каде сме во регионот? Пошироки од регионот? Јас можам да ви кажам дека на Балканот од тоа што комуницирам со луѓе, години наназад Фелата наш ни е завидлива на ова што се случува во Македонија. Особено за Србија, особено за Црна Гора, особено за Босна и Херцеговина. Хрватите и словенците секогаш ќе бидат малку понадмени и нема да го признаат тоа. Значи, апсолутно ние по мене имаме најквалитетна лига во бившите ју простори, па можеби не сакам да дискутирам сега Албанија, Романија, Бугарија, но од овие земји кои што беа на бившите ју простори, нации што се нели. Како број на екипи кои што се сериозни, кои што играат во Европа, Пелистер имаше добра сезона во Европа, Вардар со исклучително тешка група со Порто и Мелцунген имаше солидна сезона, а Алкалојд играше финале. Така да од тој аспект ние имаме одлична сезона и клубови кои што инвестираат. И пак ќе кажам, и политичките и бизнис мецените во Македонија долги години гледаат шанса за своја промоција, но и за општествена одговорност
во ракометот и треба да ни биде драго. Дека има проблеми, имало и че има, дека треба да бидеме подобри во некои сегменти. Тоа е секако она што нас ни фали, според мене, е малку по структурирана Суперлига, кој ќе кажеме Суперлига, значи таму е се супер, така самото име кажува. Јас сум тој што ја турка таа идеја дека ова држава треба да има Суперлига со 8 екипи, со строго поставени стандарди. Кој може да учествува таму? Од банкарски гаранции до сали со одредени услови внатре, од грејење со облекувални и така натаму подлоги, до онај маркетинг дел, кај што ние мора да знаеме дека кога ќе гледаме Суперлига надпревар, да знаеме што гледаме од аспект на, па може и претерано, лет екрани или што и да е. Значи, да биде се супер. И во таа Суперлига ние да најдеме како федерација еден генерален партнер кој што сето тоа ќе го финансира и на крајот на денот ќе најдеме и буџет да имаме награден фонд за да влечиме. Гледаме фудбалот што се случува. Гледаме финале Лига шампиони, иако е невкусна споредбата. Гледаме зашо ќе се борат сега кој да игра финале. Ја искрено не следам 10 години фудбал, кој да игра финале Лига шампиони. Ние само читаме кои цифри се добиени. Не мора да бидат цифри толкави, но мора да го структурираме. 8 екипи можат да бидат овде. Тоа ќе ни донесе и силна прва лига, затоа што од овие екипи 4-5 ќе одат во таа прва лига, а таму имаме уште 2-3 солидни екипи. Значи пак ќе имаме прва лига, добра, и ќе имаме втора лига која што ќе биде комплетно со македонски млади играчи, со еден може возрасен над 23-4 или 20-3, и тоа ќе биде буквално база за искуство, расадник. Така да јас сум поборник на тоа дека ние и можеме да го направиме тоа и треба да го направиме, затоа што четворокружен систем, тие 8 екипи ќе играат два пати на пролет, два пати на есен и ќе има 28 надпревари и нема да има плейоф. И ќе мораш да добиеш некого два пати во гости, ќе мора два пати дома да го добиеш, и тоа е за мене вистински шампион. Така да, но тоа е веќе работа на техникалии, кои што вака се или онака се, за да немаме, условно кажано, залутани надпревари во лигата. А имаме, спомнавме сега, 4-5 екипи и уште 2-3 кои што следат со услови, не се лоши, значи Бутел, Пролет, Тиквеш, па и тука некој од останатите, и овие 3-4, зборам веќе 4, затоа што и Охрид веќе го гледам со исклучително скапи засилување, значи навистина голем буџет и големи амбиции. Така да резимираме тука, значи ние мора да бидеме задоволни од квалитетот, но мора да имаме поголема присутност на домашната лига на телевизија. За жал, ние немаме интерес од приватни телевизии кои што би влегле во овој проект заради од секој аспект. Ја имаме националната телевизија која што ги има за покривање сите спортови во државата, колку е спремна тоа да го направи. Треба да бидеме поприсутни, треба да имаме повеќе емисии, не само од ваков карактер да се деси АЕК, па да дискутираме, него да дискутираме и за што се случува во базата, што се случувало на младинските првенства, зборам сега за нашиот спорт, секако и за секој друг спорт. Сега ни заврши викендов и младинското првенство, беше кадетското, пионерското, со многу екипи, со убав квалитет, со неизвестност, и таму си го мерат клубовите, кажано условно, и таму е важно кој е кој. Па едните беа, имаа статус на владетели, па сега Битола и Охрид покажа сериозен квалитет. Сега ги нафарлам работите како ситуација дека треба да бидете подостапени. Треба да разговараме поише за тие работи, затоа што се важни за децата. Важни се за родителите, важни се за интересот. Ако немате вие во моментов 5000 деца што трчаат по ракометна топка во возраст од 6 до 13 години, со овие услови што ги имаме, кои што се ограничени, како држава, зборам, инфраструктура, тренерска фела и така натаму, како да очекуваме ние да имаме повеќе квалитетни ракометари? Ние имаме ракометари квалитетни, како да имаме поголема конкуренција, ако имаме помалку деца. Значи, затоа е важно да биде присутен спортот и ајде, сега тука дојдовме во ситуација да јас како Горан се трудам да го промовирам, да бидам некој промотер на ракометот, да се збори за ракометот. Има квалитетни деца? Апсолутно.
Значи Кога се гледа детето дека ќе биде добар ракометар? На која возраст? Многу тешко е. Јас ќе кажам само дека Гледате момче од 13 години, може да се претпостави дека тој ќе биде добар играч. Видете, вие прво мора добро да го обсервирате од поише аспект. Нормално, тој тренира неколку години, игра, прави. Најмногу од антропологија и второ од неговите навики, дисциплина и трето од карактер. Реков момче да не дискриминира, може да биде и девојче. Значи јасно, како е ракометар, машко-женско. Значи, ние во спортот многу често знаеме да го занемариме карактерот на личноста, а подоцна се покажува како клучен. Значи, дури знаеме играчи последните години кои што антрополошки не изгледаат како модерен ракометар, го имаме и пример како Марко Митев, така, за кој што јас лично пред кога беше пионер имав скепса дали може да игра сериозен ракомет, ние викаме, и потоа нели јавно и на националниот сервис што ве двоумеше? Па неговата антропологија. Знаете, ние секогаш имаме некој табуа дека не е доволно висок, не е доволно крупен. Да, не е доволно крупен, не е доволно висок или не знам, но видовме дека ракометот па изминативе 7-8 години драстично се смени. Значи како локомотива на промена на тој ракомет е Магдебург со буквално без класичен шутер кој што нели од времето на Вујовиќ има Насков и така натаму. Сега вие немате такви играчи. Вие немате такви играчи. Или ако ги има на се бројат на две раце, се имате поише вакви играчи како Марко Митев. Сакам да кажам дека вие сега кога би го виделе, нели, еве Митев го зедовме како некој прототип на модерен сега играч, мејнстрим играч, вие на 13-14 години со неговата антропологија или генетика на родители, на семејство, вие би рекле многу тешко, но што е со неговите навики, што е со неговата дисциплина, неговата желба и неговиот карактер. Настана техничката подготовка, која што нели без неа не можете да играте вие ракомет. Така да кога па ја би рекол дека веќе на 16 години можете со еден прак на грешка од 10% да кажете дали некој може да игра сериозен ракомет. Тука па на 16 години може да биде првотимец? Може да биде. Дамјан Митев беше првотимец во Алкалуит на 16. Тоа е веќе политика на клуб. Дали Кирил Лазаров верува дека Дамјан Митев можам да го фрлам во оган, условно кажано, или Самуел Ристовски, кој што е 2006-та. Тој сега нема 19 или има 19 наполнато, Самуел пред 2 години излезе на површина со младинска репрезентација, со 2004-та, тој 2006-та. Тоа се, вундеркинзи реално и не значи дека секогаш па тие го достигнале врвот. Секогаш ќе се појави некој на ова. Значи, не може да им ја земете шансата вие и на 18, и на 19, и на 20. Прво, не смееме како порака према децата да му ја земеме шансата. Така. Но, од друга страна, не можете па и да ги носите во заблуда децата на 22-3, дека да, ти ќе живееш од ракомет, ти ќе се бави со ракомет. Кај нас на 25 си уште си талент, си надеж. Добро, мислам дека веќе тоа го поминавме како фаза. Беше тоа за генерацијата 96-та, нели, кај што беше. Не само за во ракометот, и за во кошарката, и за фудбалот, се уште ние видите ние како мала држава, кажано мала како географски мала и како број на жители, секогаш ние ќе се фаќаме за пошто ги имаме малку. Да. Нели, во морето во Франција, во морето во Франција од 600.000 ракометари, вие немате таков проблем. Да уште се држиме за генерација одредена или да се држиме сега да разговараме за поединци. Што е нормално кога сме 30 пати помали, 40 пати помали од некоја Франција. Што пак ништо не значи на крајот од денот. Но сакам да кажам како порака, па мора да има граница кога на тие деца, особено родителите ќе влијаат, а и системот, дека не може па сите да се бават со ракомет. Ракометот стана професија. Ракометот не е хоби. Да. Ракометот е професија, како и секоја професија, како и вашата и било која професија. И тоа мора да сватиме, но до 16 години, тоа е некој лайф мотив на нашата и на проектот кој што го водиме со тренерите, дека до 16 години мора да бидат во сала по секоја цена децата, ако сакаме да го исцицаат се што е добро од спортот. Да го спомнеме само и вашиот проект Ракомет за секое дете. Имаме уште минута-две за да завршуваме овој разговор. Да, составено 3 сегменти: школа,
јуниор куп турнири на децата од нашата школа, играме 6-7 турнири во годината и ракометен камп 40/20, кој што оваа година четврти пат ќе се одржи во Охрид. Она што е сега актуелно, интересно е, завршува турнирите, значи завршува финалниот турнир, кај што секој дете ќе добие сертификат за помината обука за учество на турнирите и она што е најважно, овој турнир го планираме да го правиме, здравје Боже, сега да ни овозможи времето на отворено во спортски центар Марко Божиновски, да биде еден убав фестивал на спортот и да биде и тука му додаваме еден хуманитарен аспект, а тоа е да сите кои што ќе бидат присутни таму, преку содржините што ги планираме, да донираат за настраданите од семејства на бендот ДНК во Кочани, така да тие беа кога требаше, тие беа тука за многу луѓе. Сега е наш редот да видиме кога луѓето се во мака, да помогнеме, затоа што е еден апел до сите оние кои што имаат дечина, фамилии, кои што гравитираат и не гравитираат околу Ново Лисиче и аеродром, да дојдат, без разлика, тоа ќе биде и можност децата да видат што се прави со ракометот во државава, како ние функционираме, како децата играат од најмала возраст, па можеби ќе се роди љубов, ќе се роди желба да дојде да влезе в сала, подоцна да покаже афинитет, а ние сме тука како фела да го развиеме и да зашо не некое ново дете да едноставно се издигне и направи убава спортска кариера, стане човек, направи нешто за себе и за општеството. Ви посакувам да имате убав настан таму. Благодарам на поканата. Многу убава работа да имате со ракометот, што повеќе деца да бидат во салите и со топкот, колку да бидат по другите работи, да не ги спомнуваме. Ти благодарам што ви благодариме. Беше мој гостин. Секогаш, во секое време.